На 14 ноември беше одбележан светскиот ден на дијабетесот. Покрај тоа што сакаме да ја информираме јавноста за состојбата со дијабетесот во Македонија, сакаме и да укажеме на неколку исклучителни и релевантни факти за истиот во Република Македонија. Денес гостин во дневникот ДК3 е господин Бојан Киров, председател на Сојуз на Сдружение на дијабетичари во Македонија. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Пред се јас ви се заблагодарувам што ја прифативте нашата покана да ни бидете гости, па да започнеме со тоа, господине Киров, со кои активности годинава го одбележавте овој ден? Годинава светскиот ден на дијабетесот го одбележавме со тоа што направивме едно обраќање до целокупната јавност и на кое што обраќање нели ги беа поканети сите релевантни фактори кои што учествуваат во подобрување на нашата здравствена состојба. Гостин на настанот кој што се одбележа во Скопје ни беше заменик министерот господинот Гоце Чакаровски. Присутни ни беа на председателот на Националната комисија за дијабетес доктор Ирфан Ахмети, директорката на клиниката за ендокринологија при клиничкиот центар во Скопје, тоа е доктор Саша Јовановска-Мишевска, и на наше големо задоволство беше присутен францускиот амбасадор кој што изнесе своји не гледишта, туку што во Европа се прави и се превзема во поглед на спречување на појава на новодијагностицирани луѓе со дијабетес. Така да имавме, ние како Сојуз ги изнесовме нашите барања до претпоставените, односно до представниците на институциите на државата, и им посочивме кои се нашите проблеми, што се нашите барања за во иднина, и секако она што ни е во моментов најбитно, тоа е да ни гарантираат за квалитетот на нашата терапија. Бројката на заболените лица од дијабет е алармантна, но колку приближно изнесува во Македонија? Според најновите информации, тоа се од атласот на IDF, International Diabetes Federation, во Македонија боледуваат, односно имаат дијагностициран дијабетес околу 190.000 граѓани. Од нив 40.000 се на инсулин, што е страшно голема бројка. Останатите 150.000 се на таблетарна терапија. Веројатно гледачите ваши знаат, но еве да потсетиме дека дијабетесот е поделен на тип 1 и тип 2. Тип 1 се околу 5.000 граѓани, тие се сите на инсулин. Останатите 36.000 се тип 2, овие што користат инсулин. Меѓутоа, она што е многу страшно е што процентот, преваленцата, значи, од година во година расте. Во моментов во Македонија се дијагностицирани околу 12% од нашата вкупна бројка на жители, од популацијата, од кои што 500 се деца. И за жал, на месечно ниво, на клиниката за ендокринологија, на детската клиника за ендокринологија во Скопје, се дијагностицираат секој месец по 2 до 3 нови случаи, значи 2 до 3 нови дечиња кои што веднаш преоѓаат на инсулинска терапија. Тоа е неизбежно. Алармантна е оваа бројка, за жал, меѓутоа тоа се најновите показатели за колкава е вкупната бројка. 190.000, мислам дека е страшно голема бројка. Значи споменавме на месечно ниво, колку кога сме веќе кај тоа, на која возраст е најмладиот заболен од дијабет? Она што ние во моментов го имаме како податок, тоа е едно наше детенце во Скопје, кое што сега веќе има 5 години, меѓутоа беше дијагностицирано со дијабет, дека има дијабетес на негови 14 месеци. Од прилика тоа е таа возраст некаде помеѓу годинка и пол и 2 години, кога се најраните случаи кога се дијагностицираат. Може да има и некое детенце премногу младо, не сме запознаени, меѓутоа таа возраст е тука некаде од 2 годинки па нагоре до 16 години, најкритична. Причините за тоа ние како пациенти не ги знаеме, ги во разговор со родителите, во разговор со докторите, од прилика дознаваме, меѓутоа сепак за главните причини зошто дечињата заболуваат од дијабетес, сепак треба да се изјасни малку постручната фела, нели, докторите. Така. Сега, дали расте стапката на рано детектирање на гликолизираниот хемоглобин? Гликолизираниот хемоглобин е параметар кој што дава на дознаење колку едно лице е добро регулирано или не. Стапката на добро регулирани со оглед дека расте бројот на лица заболени со дијабетес, очигледно дека не баш сите добро го држат тој свој гликолизиран хемоглобин на ниво кое што треба да биде.
се трудиме и ние како пациенти да вршиме едукации, значи на нашето членство, на оние кои што веќе се диагностицирани, без оглед на каков тип терапија се дали инсулинска или таблетарна. Во тие некои едукативни работилници кои што ги организираме, за жал се многу малку на број таквите едукации. Меѓутоа се обидуваме колку што може повеќе да им посочиме на луѓето дека треба да обрнат особено внимание на тоа да што почесто го мерат сопствениот шеќер, сопствената гликемија и да обрнуваат внимание на оние основни работи кои што може секој од нас да ги примени дома. Тоа е редовно мерење на шеќер, да се внимава на исхраната и да се има физичка активност колку што се може секој во рамки на своите можности. Значи помладите можат да спортуваат, да одат во фитнес на фитнес, во теретани и така натаму, да трчаат додека овозможуваат временски услови. За повозрастните нели ќе рече некој, па добро, ние сме постари, треба да трчаме и ова. Секој во рамки на своите можности, ама физичката активност е една од превенциите заедно со исхраната. Каква е состојбата со заболените на нивото на Куманово? Во Куманово, морам да го пофалам Кумановското здружение на диабетичари, предводено од председателот Воислав Јовановиќ. Во Куманово боледуваат некаде околу 7300 лица, односно се диагностицирани 7300 лица со диабетес, од кои 2300 се на инсулинска терапија, останатите приближно 5000 се на таблетарна терапија. Кумановското здружение ваше е доста активно, значи ние имаме комуникација како сојуз со сите здруженија во сите градови во Македонија. Така да господинот Војо се труди, организира едукативни предавања. Последното предавање кое што го имаат направено беше со професорката Мирјана Кочова од детската клиника за ендокринологија, каде што во една од вашите градинки во Куманово одржале предавање за персоналот, за вработените, значи во градинката, за темата детски диабетес. Така, споменавте веќе во претходното излагање за едукацијата. На кој степен според вас што треба да се промени? Па треба многу да се менува. Едукации нон-стоп фалат, на многу ниско ниво ни се едукациите. Тука треба да се ангажираат и институциите на државата, самите доктори, министерството, да не ги набројуваме нели институциите, оние кои што всушност се одговорни за тоа. Ние како пациентски здруженија ја започнуваме иницијативата, секако дека ни треба помош, бидејќи јас како човек кој што живее 40 години со диабетес можам да пренесам мое лично искуство, меѓутоа едукацијата сепак треба да биде од страна на фелата. Сега, кои активности се во план да ги организирате во текот на наредната година? Што е она што е договорено? Нареднава година ќе обрнеме особено внимание на активирање на самите здруженија кои што се членки на самиот сојуз, да се зголеми бројот на овие едукативни работилници. Ќе се посветиме на многу подобра и поквалитетна комуникација со институциите на државата, значи Министерството за здравство, Фондот за здравство, Агенцијата за лекови, Малмед, во поглед на подобрување прво на квалитетот на терапијата. Во светски рамки е многу популарно и се повеќе се развива дигитализацијата на самоконтролата. Тоа е да речам поврзување на пациентот директно со докторот преку тие посовремени апарати, глукометри и така натаму, и се разбира ќе обрнеме особено внимание што може да се постигне, односно колку е можно повеќе оние помагала од типот на инсулински пумпи, сензори за мерење на гликемијата кои што им го леснуваат животот, особено на помладите. Тука да видиме колкави се можностите на нашава држава, на Министерството за здравство, на Фондот за здравство да овозможат пристап на квалитетни глукометри, инсулински пумпи и, како што спомнав, сензори. Така. Препораки од вас за спречување на појава на диабетесот од тип 2? Препораките, она што пред малку го кажавме, да се обрне внимание пред се на исхраната, значи квалитетна исхрана. Тоа се брои веќе на велико, нели? Сите да речам луѓе кои што гостуваат во ваков тип, ова е дневник, но во емисии за здравје цело време се збори за квалитетна исхрана. Тоа е фактор број 1 како превенција за заштита од појава на тип 2, физичка активност и посмирен живот, доколку може тоа да си го приуштат луѓето. Да се надеваме дека ќе биде така. Господине Киров, тоа би било се. Ви благодарам многу за гостувањето.
И се надевам со отворена покана дека повторно ќе се видиме и ќе поразговараме. Јас ќе ви се заблагодарам за поканата во вашиот дневник. Се надевам дека луѓето ќе ги применат дел од овие совети што им ги дадовме и се надевам дека бројката на диабетичари во Македонија, па и во Куманово, дека се помалку ќе имаме ново диагноз. Ние што сме диагностицирани, тоа веќе е до крај на живот, меѓутоа да, еве, колку што може помалку се ново диагностицирани. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодараме на вас.